Пам, 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 пам. Ако да Nintendo Copyright Strike ви интересно, здраво. Што правите? Нема денеска многу хейт. Ама ќе зборам интересна тема, што се вика себе брендирање, како такво. Значи, тоа што го правиш ти како дизајнер почетник, нели на почеток, прво сакаш да се создадеш себе си како бренд, да го направиш логото за тебе, зашто нели немаш клиенти, тази си завршен на некоја академија, претежно завршен проект на секој нов дизајнер е баш тоа, правење на собствен визуелен идентитет, нели? Прво се почнува од визуелниот идентитет, па потоа со текот на годините, со текот на искуството, со сето тоа се прави тако звани бренд. Разбираш? Се, некои ствари што ги имам видено, што ги имам приметено, што ги имам направено и јам спатено дека се лоши, сега ќе збориме за нив. Умеѓу време, лайк, шер, subscribe, знаеш како идат тие ствари, сега да не се објаснувам, имам многу. 5 евра на Patreon ако сакаш, ако можеш, ако не можеш да си жив и здрав, седи и слушај. Себе брендирање. Себе брендирање е создавање лого за самиот себе си кога сакаш да се продадеш на пазарот. Првата грешка, првото страње што го имам приметено кај луѓе е кога ќе направат гоце дизајн. Сваѓаш? Тоа е првата од многуте грешки, почетнички кои што се прават и една од подобрите ствари што можеш да ги направиш во животот, да не го правиш ова. Ја го имам направено, сигурно, 2009-2008 ствари, многу брзо сватив дека не треба да биде така, туку, знаеш како е, не треба да кажеш што правиш, треба да покажеш што правиш во животот. Значи, изгледа многу ефтино. Гледа ова гоце дизајн, кој ќе прочитам вака, ме потсеќа на Ане Нокти ефтино, мислам, не знам дали Ане постои како Ане Нокти ефтино, втор профил, трет профил на Facebook, или што и да, ама, знаеш, ми звучи така као да правиш ноктиња на Жане, на Светлана, на тие такви некои невестулки. Мене не ми се свија, мислам, сакаш да продаваш логоа од 2000 евра, кога ги правиш овие ствари, гледај да, знаеш, гледај да разгледаш примери прво луѓето што прават низ свет. Ја се преми палце и тука вака извадив една листа на луѓе кои што ми се свијаат, што прават со себе си и нели. Не кажуваат што прават, туку покажуваат што прават. Баш онака конкретен пример е овие 7 луѓе, меѓу кои Дредпен е, знаш да не биде сега само странци, ти гоце фано спеваш. Значи, почнеме од Дредпен. Дредпен си има направено автопортрет во негов стил. Он си носи, дечкото си носи суканеци, си прави капчиња, си носи капчиња, црта графити, добар дизајнер е, има продавница за мајци, тоест прави негови мајци дизајни, продава патики таму ствари. Кај беше кај Драгстор Бети, ако нешто ви се купува патики, добри мајци има стварно, да си идете кај него да си купите тоа. Ми се свиѓа зашто баш го одликува него како лик, како човек и како тоа он што го прави, како го прави. Значи, е окей. Ако имаш потреба од таков дизајн, дредпеновски дизајн, ќе одиш кај Дредпен, нема да идеш кај мене. И ше ја таков дизајн нема да направам, ќе ти речам оди кај него. Од другиве, например, Итан Фендер, не покажам ствари, уклучете малце мозок, гуглајте ги луѓе, еве, стисни стоп, гуглај кој е што и ќе видиш какви дизајни прават. Итан Фендер си има направено дрвен монограм со буквата Е и буквата Ф, значи од прво од името и од презимето. И тоа е сосема супер, у негов стил. Густаво Замбели е исто така илустратор, човек што работи илустрации,
Не, си има нацртано сам себе како мали джокица се замислува сам себе дека изгледа, си става нешто да биде позанимливо, да биде conversation starter некако си зашто костурот знатре као брат што ти е, и да почне некоја конверзација. Антонио Калвино е италијански дизајнер, он е птено на некој хипер минимал хелветика, што е окей. Он така се осеќа. Значи, збориме собствениот бренд кога го правиш само за себе и за никој друг. Мислам, сам на себе си клиент. И ако сам на себе си осеќаш дека треба да изгледаш вака, викаш јас сум задоволен со тоа што изгледам вака. На крајот од денот, твоето лого ќе го види како тамнейл, например, на Dribble, а останатите проекти во портфолиото ќе ги види на поголема овако, на поголема резолуција, поголем формат. И ќе одлучи дали да работи со тебе или да не работи со тебе. Истата прича и со Алекс Тас. Алекс Тас е еден од најдобрите лого дизајнери кои што ги познаваме. Со Алекс многу често и разговараме, разменуваме мислења, идеи, фин дечко, многу фин човек. Он има, например, лилјак за лого. И одамна го користи лилјакот и него му е некаков трейдмарк, дали ради Бетмен, дали ради не знам што, не знам како, не сум се запрашал премногу, зашто не е свај. Дамјан Чорич ми е еден од омилените дизајнери на Балканов, кои што постојат. Братот работи таков old school ретро дизајн и свемо е нешто као со хартија, рачно цртано направено. И снима направено автопортрет од него и мислам дека беше од Црна Гора братот и си има ставено од црногорска носија и ми дава толку добар филинг и толку ако бев клиент и ако ми требаше некој таков дизајн, рустично правено, прво ќе отидам кај него, затоа што неговото лого има душа, има нешто што се вика свое. Сваќаш, и мене тоа многу ми се свиѓа. И Дейвидас Вилскис, ако го искаса печимето, нека ми опрости. Братот има направено културен монограм ДБ, што ми се свиѓа, го има обмислено добро. Ете, нешто што би рекол дека ја моите логоа кои што ги правам, се трудам да ги правам у тој стил такт. Ме разбираш. Убави дизајнери, емети 7 дизајнери кои што вреди да ги следиш, вреди да се инспирираш од нив, вреди да научиш нешто од нив, да украдеш од занат од нивни, сите се слободни, отворени да прават муавет со тебе на било која тема, врска со дизајн. Сам цицки пички, тоа не е батане. И така, сега. Мојот персонален брендинг тренутачно и гледа вака. Ова ми е нешто као што годините си дојде и си го направи вака, како вака. Претходното ми беше ова. Копирајт знакот, значи се врти околу тој fucking копирајт знак, не знам нешто со заљубен на него. Претходното лого беше вака, ама знаеш. Луѓе го ќе видат, Google. Google ја измисли буквата Г, бе, пријателju. Мислам, мене тоа малце и ми е нејасно и се вика, батали, кој им бе матер. И стигнав до ова Бајгоце. И зошто е Бајгоце? Значи има лого Бајгоце, пекеджинг Бајгоце, брендинг Бајгоце, Куров Миленче Бајгоце. Ова ми е умилено. Значи, ако правам Куров Миленче Бајгоце, ми е најумилен дел од денот. Така? Сега, пред 5-6 дена имав некој си креативен одблесок во главата. Ако го гледаш стримов некој време, веќе примети дека има едно лого тука,
срце тука ваѓа, заљубен сум бил тогаш по Еманео. И моливот и пикселите, значи векторот и пикселот споени во и ова беше Design and Chill, така се викаше нели на почеток стримов каналов и се тоа. Сега е Midcast. Чистото лого, мрзлив малце бев тогаш кога го правев. И реков, ајде истото лого става нека биде Midcast и тоа е тоа. Инспириран од ова лого, решив да направам ново лого, кај што нема да е бај Гоце. Зашто Гоце е окей, како име, ми се свија. Не е дека сум по Гоце Делчев крстен или нешто така одлучиле моите. Ама кога више ги споминјам моите, моето презиме е Велецки, значи тоа е презимето на татко ми, на дедо ми, на прадедо ми, на чукундедо, значи ние сме Велецки фамилија. И сега со надеж и со разбирање ќе продолжи моето презиме и натака или не да продолжи. Ќе видиме што ќе биде најдобро у светот. И сега викам зашто бај Гоце, зашто не биде она да се остави некаков легаси дека од Велецки. И викам, ајде сега ќе им ги смениме улогите на елементиве. И да се еден круг. Така, го земав овој дел, го ставив тука, го земав кругот, го земав овој дел, го украдов. Да ќе речат логокрадец, од свој лого краде, пичка му мајчина, нацист, све да му јебам. Ево. Трейдмаркот. И ме сплаќаш. Имаш Велецки, чекај бојата сменија, имаш В за Велецки и ова е буквата Г. Гоце. И е повторно молив, и е повторно нешто такво, и е повторно срце, и е повторно што и да кажеш, што и да измислиш и да треба. И е нешто најминимал, најсимпл, најонака, кој што можеш да ги приметиш моите логоа, така, тоа ја што го работам како дизајнер веќе 16 години, тоа се осликува, еве ги сите логоа, тука 150 комада се стаени, брат ми, од сите овие 150 комада, ја на крај себе си се сублимирав во ова едно лого. Сваќаш? Тоа е од прилика, мислам, на моето, како ја дојдов до моето лого, и сега не знам, ти се викаш... Ти се викаш... Перкалус. Дизајн. Ајде се. Ти смееш да се викаш Перкалус дизајн, затоа што твоите дизајни се еднакви на Ане Нокти ефтино текстра. Ама батко ти ќе ти помогне да направиш убаво лого, што би се рекло. И сега взимаш. Даваш истите букви се. Ме разбираш? И сега батко ти ќе ти направи тебе еден амбиграм. И амбиграмот изгледа вака. Вот. Чекај. Ова е покретко? Види. Ха-ха, добро. Стагаме нешто не ми успео. Или не ми успео ради името, не знам. И вака. П-Д. И ова се вика амбиграм, зашто како и да го вртиш, групирај еве Гоце, како и да го вртиш, гздот е увек од позади, како на македончево. Така. И сега може тука, ако сакаш веќе да измислиме стајке, може ова да направиме со Pathfinder Джангара. Ова, тап. Ти бренд девайс. Ова се вика Перкалус дизајн, Перкалус дизајн, шастори.
и го ставаш тука снеќе и автоматски добиваш ултра wide screen екран со не знам што и не знам како. Тоа сакам да кажам за персонален брендинг. Нема да користиш персонал перкалус дизајн или дизајн во името, затоа што е срање како такво. Бидете ми поздравени, бидете ми живи здрави, љуби брат.